Добре дојде во студио за моите две гостинки, Калија Димитрова, Ена Бендевска, од феминистичката платформа Медуза и Хелсиншки комитет. Во раката ги држам два флаери всушност, од кампањата зошто не пријавив, всушност е кампања за борба против насилство на жените. Овие флаери осамна вчера во Скопје, во склоп на таа кампања. Жените пријавуваат насилство, а вие ги закачувавте секаде низ неколку локации на Скопје да ја разбудите всушност свеста и на жените, но на целото општество, на целата заедница. Каде се ги ставивте овие флаери и која беше целта, веќе ја кажав, но има ли сега некаков ефект после оваа кампања? Кампањата ја почнавме завчера вечер. И всушност ова не е оригинална кампања, како што и вчера напоминавме, разговаравме баш за кампањата на роденденот на Медуза, кој што вчера го прославивме. Кампањава постои на глобално ниво, се вика Why I Didn't Report. Меѓутоа сметавме дека е многу важно да се направи како реплика, да речеме, на истата во нашето општество, на нашиот јазик. Еднакво како Me Too. Да, сега баш така. Значи сведоштвата кои што луѓето можат да ги читаат на флаерите, да речеме, се собирани од наши лични искуства, од наши другарки, пријателки, колешки, од интернет и слично, така да е едноставно збирштина на искуства кои што знаеме дека ги имаат девојките и жените во Македонија и глобално. А ги залепивме, бевме тим од 5, така што опфативме најмногу што можевме, опфативме точки кои што сметаме дека се релевантни за ваква кампања, значи Карши влада, Карши собрание, паркови и слично. Во строгиот центар на градот. Добро, ајде да ги видиме пораките. Тука имам само две, кажав, затоа што е дете од фамилија, не можев да докажам, но има и останати. Кои се останатите пораки? Имаше секакви пораки, имаше затоа што дома ми кажаа да не пријавувам, затоа што кој кажав на мајка ми не ми веруваше, затоа што најблиските не ми веруваа, затоа што е полицаец, затоа што се дружи со полицајци. Она што за мене беше најшокантно не беше само зашто не пријавив, туку оние кои пријавиле со какви искуства се сретнале, веќе имаше и многу такви пораки кои ги добивме. Имаше и смевање во полициски станици, несваќање на ситуацијата од страна на полицијата, бркање од полициска станица, коментари од типот на па тебе ли би те силувале и слично. Така што или си ги провоцирала? Си ги провоцирала, да, мислам имаше буквално све што може да ни падне на памет и работи што мене не може да ми паднат на памет, дори не ги прочитав. Застрашувачки. Да, навистина. Мислам кога ги пишувавме, баш меѓу себе се чудавме, сите пишуваа различни делови, кога ги видовме не можевме поверуваме што другиот напишал, така да навистина имаше све. Во врска со тоа што понатаму или што се постигна, мене ми е многу мило со тоа што многу жени се охрабрија да ни праќаат сведоштва од после, од кога почнавме да ги објавуваме, добивме уште толку, да не кажам, може повеќе од тоа што објавивме. Анонимни, сакаа ли да останат жените анонимни? Ние инсистираме на анонимност. Некои од нив ги ставија на Instagram сторис и јавни, тие така ги пренесовме само од кај нив на профилите, значи не пишувавме ништо рачно. Тоа што ни беше пратено во пораки на нас беше испишано анонимно. Така што, да. Многи охрабрувате жените да пријават насилство. На кој начин тоа го правите? Во тие разговори всушност кои сега сте ги имале и претходно, но и сега после оваа кампања кога веќе почнале да се јавуваат? Искрено многу е поразително што не се пријавува насилството и сексуалното вознемирување. Околу 2% од насилството во оваа земја според статистиките е пријавено. Меѓутоа, според мене, целта на кампањата не е само да ги охрабри жртвите да пријават насилство, туку да покаже зошто жртвите всушност не пријавуваат насилство, бидејќи нормално дека не се пријавува насилство кога, кој што кажа Ена, нема нели соодветна институција од другата страна која што може да постапува како што треба. Така што идејата на кампањата е да укаже и кон тој проблем, не само да се обвинуваат жртвите зашто не пријавуваат, туку баш да се укаже на фактите дека жртвите едноставно во оваа ситуација и немаат каде да пријават. Добро, дали им укажувате каде да пријават? Еве една од пораките, освен оние се плашев дека ќе ми се одмазди или ми се закани, не знаев каде.
Дали вие ги упатувате кои се надлежните институции кои може на да фоерите доле, помогнат? на повеќето, значи не пишуваше наста првиот принт што го пуштивме немаше, меѓутоа тоа беше мал Добра. број, после тоа пуштивме веднаш со принт пријави во најблиската полициска станица или на 192. Добро. Тоа што го дискутиравме ние внатрешно како следен чекор на оваа кампања Да. и нешто за кое ќе се посветиме од наредната недела натаму е бесплатна линија каде што жртвите ќе може да пријавуваат надвор од овие институции каде што ќе може после со помош на организации и активисти да се спровера таа пријава до каде што треба да стигне и ние да можеме да бидеме вклучени во тоа да се процесира како што треба. Како што кажав, тоа беше дискутирано вчера, така што е многу сегашно. Ние не очекувавме искрено ваков фидбек на кампањата, така што и не беше толку да се пријави, туку како што кажа Калија, нели да се укаже на еден проблем. И да се делува, сега веќе така, мора моментално да се веќе имаме тимови кои размислуваат што делува. е следниот чекор. Во координација предпоставувам со Министерството за труд, еве Мила Царовска, министерката Царовска вели дека секоја трета жена во Македонија е жртва на семејно насилство. Така. Да, дали тоа значи дека ќе ја вклучите, ќе го вклучите ова министерство и се разбира Царовска? Па во рамки на тоа што се работи со неа. Хелсинскиот комитет, ние соработуваме со Министерството на повеќе теми. Да. Верувам дека ние ќе пружиме шанса Министерството да се вклучи доколку се заинтересирани, се разбира, Да. мислам дека ова баш треба да се сретне од институционалната страна еднакво колку од активистичката, така што верувам дека да. Еве пак ќе ја цитирам Царовска, што вели таа еден од механизмите за спречување женската солидарност. Значи, постои ли женска солидарност во овој случај на насилство на жените? Дали сега почувствувате дека сепак постои? Јас би рекла дека до некаде постои, тоа пробуваме и да го направиме, тоа е некоја како да речеме мисија на Медуза, значи да покажеме дека ако ништо друго, барем во некои женски кругови може да се почне да се разговара за овие теми, да се охрабруваме меѓусебно да си пружиме поддршка, бидејќи како што кажав имаше сведоштва каде што не знам велеа другарките ме разубедија да не пријавам, мајка ми не ми веруваше и слично. Значи многу е важно ние меѓу себе да можеме да се поддржиме, да си веруваме и слично. Бидејќи е важно да имаш таква некоја кор група каде што можеш ако ништо друго да се довериш, бидејќи според мене тоа е првиот чекор. Така што важно да градиме женската солидарност и мислам дека со самото зборување на овие теми сме еден чекор понатаму. Не знам и што мисли. Се согласувам со тоа што во пресретно тоа што го кажа министерката, јас не мислам дека може да се намали насилството врз жените со солидарност, тоа мислам пак тогаш се става еден товар на страна на жената и несолидарноста меѓу жените во тоа што се случува, јас со тоа не можам да се согласам, но можам да се согласам дека начин да се преброди тоа и да се пријави и да се действува на тоа што им се случува на жените е преку женска солидарност, така што се согласувам дека постои. Да не бидат отфрлени жените, апсолутно од страна на меѓутоа дека може да се спречи, тоа за мене е многу проблематично во смисол на тоа дека навистина тоа би кажало дека несолидарноста предизвикува некоја насилство. Не, еден од механизмите за спречување се разбира треба да биде за одговарање на место спречување, да, како одговор. Да. Добро, ајде околу Медуза. Идејата на Медуза е токму ова, всушност, феминистичка платформа која се бори за правата на жените. Супресирани во општеството, многу често нели репресирани, отфрлени, маргинализирана заедница, всушност, не само во Македонија, се разбира, во светски рамки. Тоа беше идејата на Медуза. Па идејата на Медуза да е токму тоа и едноставно да даде медиумски простор на овие теми, бидејќи според нас нема доволно медиумски простор за темите кои што се важни од феминистичка перспектива. Медуза е всушност единствен портал кој што се занимава баш само со феминизам, така што опфаќаме многу голем број на теми од насилство, сексуално вознемирување и слично, како што е случајот сега, до жени, спорт, култура и слично, значи сите теми кои што може да се гледаат низ родовата призма, но тоа не го гледаме во другите медиуми. Сега во различни периоди од годината, да кажеме, се фокусираме на некои различни аспекти. Не спомнавме нели сега дека во тек е кампањата 16 дена активизам против родово базирано насилство, затоа и решивме да се посветиме на една ваква, да речеме, офлайн кампања, бидејќи повеќето активности ни се во дигиталниот простор. И би рекла дека беше многу успешна и тоа и вчера зборевме дека треба да се фокусираме повеќе и на акции во офлайн светот. Бидејќи гледаме дека има многу интерес од страна на жени и девојки кои не следат, да се добивме многу пораки како можеме да се вклучам во кампањата и слично, така што мислам дека Медуза гради еден
една публика која што јас искрено мислам дека не ни постои во Македонија. Да. Она средна класа, предпоставувам, поинтелектуална, веќе дел сте ја фатиле во платформата. Но оние повторно маргинализирани заедници, значи помалку образовани, од руралните подрачја, дали тие исто така се дел во склоп на вашата платформа? Вака, многу сме срекни што сме дел од Хелсиншкиот комитет, барам во смисла на канцеларии и институционална поддршка, и со тоа навистина имаме допир до различни групи на граѓани, односно жени во случајов. Пресрекна сум со тоа што Медуза ќе почне серија за текстилните работнички, нивната борба. Мислам дека тоа за мене лично е кауза која ми е многу важна и мислам дека треба поголемо медиумско внимание во тоа поле. Меѓутоа, да, имаме контакти многу, имаме многу соработка, да кажам, со жени кои работат во различни полиња, различни маргинализирани групи на жени, но за нивна, како да кажам, за нивна exposure треба повеќе време и поголема доверба од нивна страна. Така, ние разговараме со нив, ние одржуваме контакт, меѓутоа за пишано дело или за нивна приказна ние сегогаш инсистираме да биде од нивна перспектива. За да се стигне до таму и таа жена да се охрабри да напише, треба еден подолг период. Така што да работиме на тоа, за мене се приоритет тие жени наспроти, еве да кажеме, класата која веќе ни опфатена и со кои секако се охрабрени и скачаат на дебатни емисии и пишуваат, за мене се приоритет баш тие жени кои што се заборавени на некој начин од општеството, да, нивните проблеми се невидливи за поголемиот дел. Така што во иднина Медуза би се фокусирала, верувам, повеќе на нив. Добро, јас ви благодарам за овој разговор. Ена Бендевска, Калија Димитрова, платформа Медуза, борба против насилството на жени. Ти благодарам.